Синоќа, срцата на Проби Штипјани бија во ритмот на музиката, која како да излегуваше директно од душата на нашиот гостин, Вито Славевски, познат лик кој е неодменлив дел од забавниот живот на Проби Штип. Добре ни дојде Вито, да се поздравиме официјално. Најнапред, честитки за прекрасниот синоќашен настап и фала ти што одвои време за овој наш разговор. Благодарам. Морам да кажам дека вие сте првата емисија во која давам интервју после вториот настап на Никогаш не е доцна. Во новата година. Во новата година. Така. Се рековме, нема жител на Проби Штипјанин кој што не те знае. Овде си популарен во регионов. Ама еве сега баш ме интересира како е да бидеш популарен на овие поголеми простори во бивше ју. Така испадна случајно. Како е? Вито Славевски е тој истиот што е бил и претходно и сега е истиот. Поголема е привилегијата, во секој случај не се работи само за Проби Штип или за Македонија, туку знаеме пред каков аудиториум излегов на тоа емисија, никад не е касно. И секако чувството е убаво, прекрасно. Се гледаш ли као некој идем балкански селебрити? Се гледам, ајде да речем сега. Добро. Нескромно. Па добро, се убаво кажа, аудиториумот е огромен, шоуто е навистина страшно популарно гледано од таа страна, да. Да, и јас и претходно кажав, јас од време на време сум дзиркал да погледам некој пејач, некој интересно, но обично никогаш не доцна. Оди во недела, кога јас гледам фудбал. И не сум го толку гледал. Сега веќе го гледам и сум свесен за популарноста на шоуто. Сега, ајде да се потсетиме за идејата, како дојде за да се појавиш на ово шоу? Идејата, не сум имал идеја, тоа е јасно, го кажав повеќе пати. Ти се пријави? Не се пријавив јас, а изјавував дека е во тајност кој е дечкото, еве прилика да му изразам благодарност на момчето, се викаше Мартин Танасов. Чекај сега, Проби Штип? Од Проби Штип, Мартин се вика дечкото и тој ме пријави. Значи, без јас да знам, тој пуштил снимки од YouTube и тамо како иде пријавувањето и ме пријавил, ми се јавија од Гранд Продукција, вие сте пријавен да дојдете да учествувате, така да... Пон погодок. Уште еднаш јавна благодарност за момчето, тој ми е вистински пријател, за Мартин. Сега, јас, ова може би најубаво го знам, значи ти порасна со микрофонот во рака, буквално се сеќам на првите почетоци ваши, ќе кажам, ваши, заедно со Веле. Секако. Тоа беше многу одамна. Многу одамна беше. Во овој момент можеме и да најавам дека нашата група Еуфорија, која што претходно имаше и други имиња. Добро. Еуфорија ќе спомнеме, малку. Нема проблем. Зборам, значи, првите почетоци беа многу одамна, така. Значи, илјадници свирки се за тебе. Секако. Сега, ова прашање ми е во контекст на тремата. Имаш ли некоја доза на трема? Во тие настапи јавни, било какви свадби или ова и она, ресторански свирки, кафичи, дискотеки, ретко дека сум имал некоја си трема, некоја одговорност. Но овде, поготово на првиот настап, јас веќе поминав 2 настапи во Никогаш не е доцна, мора да се каже дека трема мора да постои. Ретко некој, можеби некој стварно ја нема таа трема, но таа ја нарекуваат позитивна трема. Не знам колку е таа позитивна трема, тоа е некоја трема разбазана одговорноста пред тоа што се представуваш. Како ќе извадиш песната? Секако како ја изведеш, како во целиот тој наступ не се работи само за вокалните способности, туку има и сценски наступи, движења и кореографија, и играње. Значи, на сето тоа можеш да размислуваш во моментот и веројатно тоа ја носи таа
позитивна трема. Убаво ги спомна двата настапи. Имаше разлика од првиот до вториот настап. Па може да се каже. Може да се каже, во вториот веќе сме поопуштени. Така. Тука во друштво беше и со брат ти Веле. Да, нели така е концептот на емисијата во тој втор круг што се пее со некоја личност, со некој пеач кој што е најчесто дел од семејството, од фамилијата, а може би да биде и некој што не мора да ти е од семејството, може и другар да биде, значи некој што не е афирмиран пеач. Така. Јас го земав со мене Веле, да. затоа што и тој е афирмиран пеач. Добро, навистина излезе прекрасно. Благодарам. За сите нас, можеш да ни доловиш малку од атмосферата? Едно е кога го гледаме пред малите екрани, а друго е за сцена. Па вака, тоа е некоја си е таква телевизиска машинерија, како да крстам, кој што е се договорено, народски кажано, под конец. Ти стигнува порака во која пишува во толку и толку часот да бидеш по Авала продукција на Кошутњак во Белград. Таму е големото студио на Грант. Таму пристигнуваш, сите се пристигнати веќе и започнува подготовка пред да се вклучат камерите. Тоа е нешто порано, значи тие подготовки може да траат 2, 3, 4 часа, дури потоа се снима емисијата и таа емисија, еве ова, да речеме новогодишната која што беше 3 часа, се снимаше цели 6 часа. Значи, тоа се сече, се има грешки, враќање назад, напред и така. И за да се добие финален. За да се добие финалето и да биде тоа убаво спакувано пред на малите екрани. Реков, 2 настапи имаше, дали се зголеми листата на пријатели? Секако тоа е неминовно. Се дружите ли? Нови познанства, да. Новите познанства од Грант, мислиш? Да, таму мислам со настапот. Таму, па сите ние сме колеги и толку добро се познаваме веќе и се дружиме и тоа е едно другарство од сите краеви на бившата ни држава. Сега едно прашање можеби не е во сценариото, онака ми текна сега, обично кога си дел од овој музички живот, да кажем, еве се среќаваш и со популарни колеги. Па да, доста се запозна со нив. Чувството сега ние видовме во двете емисии, во жирито имаше неколку, дали имаше и присутни и други или? Па обично во емисија има по двајца звезди, што се така наречени звезди, што се од естрадата. Дали ќе се погоди тоа да биде пеач или актер, не е важно, значи има и актери, значи тоа се сценски работници, луѓе што работат, што се во тој филм, во музичко-сценскиот. Така да се запознаваме понатаму, можеби ќе има и некоја поголема соработка, но лично се запознаеме, има дружење и така, интересно е. Си разменувате контакти, еве се социјалните мрежи се актуелни, така. Па да, може да се каже, да, во секој случај. Ајде сега се вратиме на надпреварот. Може да ни објасниш, веќе ние синоќа го гледавме вториот настап. Како е предвиден текот на надпреварувањето? Или да не звучам скромно или нескромно, до победата? Па вака, ќе излеже некој ако не сака дека да дојде до победата, ако си отиден таму. Најнапред, јас реков, доволно ми е само првиот круг да го поминам. Но како одиш таму се зголемуваат апетитите, така. И е интересно, но не е толку болна реалноста и да се застане таму и толку. Значи, не е тоа ништо страшно, затоа што целото шоу никад не е касно, се смета за едно големо искуство, ширење на љубов, емоции, енергија, и значи тоа го сметаме за другарување, другарство. На некој начин секој е победник таму. Така. Во секој случај оставаш трајни траги со својот настап. Да. Така. Секако. Сега си бил дел од многу семејни веселби, убави настани.
Се чувствуваш ли благословен што имаш таква можност? Какво е чувството да се биде дел од сите тие среќни, убави моменти? Па, пред се, тоа е некоја дарба од Бога и нормално јас се чувствувам благословен, како што рече, затоа што со мојата енергија, со мојата интерпретација, со пеењето може да пренесам среќа, да разменам чувства со многу луѓе и тоа е целта, но најнапред јас чувствувам дека она што мене ќе ме воодушеви во пеењето, што мене ќе ми се допадне, кога би се допаднало и на слушателите и на публиката, тоа е погодок. Верувам дека во голем дел во тоа и успевам и тоа е убава работа. Да, едноставно да ја пренесеш емоцијата и тие да бидат среќни. Да, Тоа да. е тоа. Да, тоа што кој пее зло не мисли. А тоа е главната поента на музиката. Така. Сега на почетокот на разговорот рековме за еуфорија. Еве, сега се Да, задржуваме на групата Може. која што рековме постои веќе 35 години. Да. Тоа е страшна бројка. Веќе без некои 10 дена. Да. Група Еуфорија е формирана на првиот настап вака не пред јавност, туку со и на 16 јануари 1989 година, минатиот век, тоа се 35 години. Тоа е во ова зграда овде, Така, во нашата близина, тука се наоѓа во Домот на културата, каде што прв пат зедовме инструменти и почнавме да свириме, да пробуваме да стануваме музичари. Тоа се 35 години. Така, Една точно, интересна бројка. Да, интересно, па затоа реков јас, точно ви знам почетоците, тоа време, па јас бев во Радио Пробишти во младинска емисија, така да се знае за од денеска самите четврти, за почетоци. некој си 12 дена, Да. славиме јубилеј 35 години Еуфорија. Честитки од Пробишти Пинфо за овој јубилеј. Сте живи и здрави. Сега интересно подпрашање кога зборуваме за еуфорија. Дали мислите да малку да излезете од границите на Македонија, нешто и пошироко? Па ќе се обидеме, ќе видиме, времето ќе покаже. Убаво е, сега имаме некоја привилегија Токму со овој твој настап овој на настап, да. шоуто. Се надеваме. Веднаш после првиот настап на Никад не е касно, дојдоа јавувања, честитки, дури од далечната Австралија, пријатели, Нов Зеланд, значи одам најкрајните дестинации од секаде, и се јавија за настап да имаме во Кипар. Так. Авионски лет, авиони сломишити крила и во Кипар. Браво. Отидовме и така да започна таа. Се надеваме на авантура. веќе почести излегувања на еуфорија на, слободно да кажем, меѓународна сцена. Зашто да не, драго? Да, секако овој е за нашиве луѓе кои што се надвор. Може, да, и така. Може да кажеме, но никад не е касно. Никад не е. Повеќето членови од бендот имаат примерни професии. Сега, тешко е да се усклади работењето од понеделник до петок, би рекол, не знам, може би некои во смени, и со свирките кои што ги имате. Да. Па гледај, кога се сака, се може, иако во такви случаи почесто одиме тие што се слободни. Така. Значи, не одиме, значи сега дојде некое модерно време кога и бендовите се стеснуваат, и може да се прави такви настапи каде што можат и двајца тоа да го завршат, така да ги ускладуваме работа. Доста сте флексибилни. Да, може така се каже. Сега, можам да кажам дека сте музичко семејство. Значи, и ти Веле сте во музиката. Да. Дали семејната лоза Славевски ќе продолжи во таа насока со некои од вашите наследници? Па не знам како ќе биде, но знам дека има таленти што продолжуваат понатаму. Јас знам дека некако и ги навлековте вашите деца на музиката, меѓутоа ти да кажеш, да. Па мојот син, например, свири гитара, но сега му дава приоритет на некои други работи, на факултетските обврски, но зошто да не, можеби еден ден ќе го најдам,
ќе се најде до татко му или па нека прави собствен бенд, не е важно. Така. Керка ми е исто така музички поткована, сака да пее едноставно, дури и таа знае по некои акорди да свири на гитара и така децата Супер. никогаш ние не сме имале таков притисок да треба да бидеме музичари. Значи, Сами си го тоа бират би патот. се рекло и за секого. Значи сам си го бираш патот, тоа што си надарен, работи го тоа бе човече. Ќе биде нешто. Така. Сега една, како би рекол, интересна ситуација што би можел да ја свртам во наша корис како пробишти Пинфо. Еве еден предлог. Дали се сложуваш да ден после победата на никогаш не е доцна, имаме да го повториме овој разговор и да ја честитаме победата од името на Пробишти Пинфо и да ја споделиш радоста со сите наши граѓани. Супер би Заедно било да тоа. прославиме. Супер било тоа. Благодарам за поддршката, давам свечено ветување. Значи, еве, Може, Ти- може. Ти благодарам Не е еве проблем. за Супер. овој разговор. Ти посакувам среќа во наредните настапи на ова шоу. Ја имаш нашата поддршка како Пробишти Пинфо и се надевам така и од целиот град. Благодарам многу од срце и само убавени и среќна нова година за целиот Пробиштип и И исто се и на вас гледаме на како денот вашата. на победата. Ако ја има, али добро би било. Така. Секоја чест. Благодарам уште Благодарам еднаш. Пробиштип Инфо, најдобри сте. Благодарам.